Проширувањето е во криза, порача Никола Димитров на Белградскиот безбедносен форум. Вице-премиерот за европски прашања, кој настапи на панелот "Што по Берлинскиот процес", смета дека забавувањето во процесот на интеграција има влијание врз земјите од Западен Балкан. Како последен пример ги искористи случувањата во земјава по резултатите од првиот круг од локалните избори. Ако Унијата не испорачува, прореформските сили ќе бидат предизвикани, вели Димитров. Причината, мотивацијата за Берлинскиот процес да се почне нешто што ќе даде опипливи резултати, политичка посветеност и признание за важноста на регионот се уште се присутни. Процесот на проширување европската интеграција на регионот се уште се во криза. Србија последен пат отвори преговарачко поглавје во 2019, Црна во 2020. Да не зборуваме за визната либерализација за Косово, а имаме одлука на Советот од март 2020 за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија, која се уште не може да се спроведе. Значи нема многу придвижувања. Неодамна имавме самит кој прати добра политичка порака. Сакам да изнесам една политичка поента, бидејќи сме среде локални избори. Мислам дека е важно за Европската Унија гласот за Европа да го направи победнички. Ако не можеме да испорачаме зашто ЕУ не може да му испорача на регионот, проевропските и прореформските сили ќе бидат предизвикани. Ако Унијата не го потврди својот кредибилитет во регионот, тогаш, според дел од учесниците на форумот, има опасност за други играчи со своји интереси да го пополнат просторот на Западен Балкан. Со немањето кохерентност за Западен Балкан, Европската Унија остава простор за други земји со стратешки интерес за регионот, како Кина, Русија, Турција. Ако целта на ЕУ е обединета Европа, тогаш мислам дека Западен Балкан мора да биде дел од тоа. Очекувањата се дека Берлинскиот процес ќе продолжи понатаму, но со многу попрецизна агенда за конкретни прашања. Надежите се пак насочени кон Германија, која со нова влада ја завршува ерата на Ангела Меркел. Ако Берлинскиот процес продолжи, тогаш тој треба да биде понасочен, пофокусиран на конкретни политички прашања. Знаејќи ситуацијата и расположението во Европската комисија, мора да се посвети поголемо внимание, особено Германија, во напорите да ги потргне останатите земји членки и да пронедат политичка волја како еден од главните столбови во новата методологија за проширување, за напредок во процесот на пристапување, особено со Северна Македонија и Албанија. Берлинскиот процес стартуваше во 2014 под иницијатива на канцеларката Меркел. Придонесе за зголемување на регионалната соработка, за зајакнување на трговската размена, за надминување на дел од отворените билатерални прашања. Но сепак земјите од регионот, дури и оние кои со години преговараат, се уште се многу далеку од можно членство во Европската Унија. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.